Ви упатувам голем поздрав и срдечно добре дојде денеска на почетокот од Фактор здравје, вашата здрава навика. Јас сум Илија Николовски, ве поканувам и на почетокот на овој 11-ти месец од тековната 2019 година да ни ја дадете вашата доверба и повторно да се дружиме за да спознаваме и разменуваме информации поврзани со здравјето. И денеска ќе биде така, но пред да ја представам гостинката и конкретната тема, првата доза на информации ќе следуваат во рубриката Истражувањата докажа. Повторно и денеска сакам да ве поканам и да ви укажам на Липодие центарот од Скопје, кој што ви стои на располагање на 070 535 0533, за да, доколку имате евентуален проблем со вишокот на телесна тежина, се обратите таму и добиете бесплатна консултација, совети и направите евентуална анализа со квантниот анализатор. Она што треба да го знаете е дека протоколот со аминокиселини ви нуди трајно и без јојо ефект слабење, а за сите дополнителни информации за кажување повторно на бесплатни консултации и термини, за да докажано и вие ја намалите телесната тежина, ве упатувам и поканувам на улицата Димитрија Чуповски 22 или директно уште еднаш да поставите прашање или евентуално се советувате на 070 533 5033. Со оваа информација ви посакувам уште еднаш добре дојде и последниот джингл ќе ви ја најавам темата и гостинката. Од давнина е познато дека храната која што човекот ја внесува може да биде лек и отров. Освен од дозата, она што би рекол е суштински во однос на храната и она што секојдневно го внесуваме во организмот е каква храна внесуваме, односно колку е таа безбедна. Токму безбедност на храната е денешната тема во Фактор здравје, со која што повторно би рекол ќе ви дадеме доза на практични информации и совети и евентуално да го разјасниме терминот доколку нешто во однос на тоа не ви е јасно. На сите мои и ваши во продолжение прашања, одговор ќе добиете преку разговорот со професор доктор Гордана Ристовска, која што доаѓа од Институтот за јавно здравје и е редовен професор на Медицинскиот факултет во Скопје, дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи, исто така во Скопје. Професорке, добар ден, добро дојдовте. Благодарам што ја прифативте поканата. Како сте? Добар ден, и мене ми е драго што присуствувам повторно во вашата емисија. Чувствувајте се прекрасно и пријатно, би рекол, во продолжение како и јас во ваше друштво, а по блокот реклами ве поканувам и вие да ни се придружите со ваше присуство пред екраните и евентуални јавувања во продолжение. Убеден сум дека и денеска со темата безбедност на храната ќе предизвикаме внимание и повторно би рекол ќе ни ја дадете вашата доверба со присуство пред екраните, но и со ваши јавувања и интерес во продолжение кој што го очекуваме на 6091-925, односно 6091-924. Професор доктор Гордана Ристовска од Институтот за јавно здравје е денешна ваша и моја гостинка во Фактор здравје. Професор, ке со оглед на фактот дека зборуваме на поле кое што општо би рекол како термин сме го слушнале и е познато за популацијата и луѓето кои што се надвор би рекол од стручната фела и јавност, што вие од ваш аспект може да додадете или како да го дефинираме поимот безбедност на храна и што тој опфаќа? Да. Значи, храната предизвикува голем интерес кај населението, што е нормално. Меѓутоа, тука се користат различни изрази кои што секој од нив има различно значење. Денес ние одлучивме да зборуваме за безбедна храна. Прво да кажеме што е тоа безбедна храна, за да може и дискусијата да оди во таа насока. Безбедна храна е онаа храна која што не содржи било какви опасности кои може да делуваат штетно врз здравјето на луѓето, односно не е загадена со бактерии, вируси, паразити или пак некои хемикали кои би можеле да имаат штетно дејство врз здравјето на луѓето, односно да предизвикаат акутна болест или после подолг период на експозиција хронична болест. Значи тука да ја направиме таа дистинкција, таа разлика, затоа што истовремено имаме и термини како здрава храна или правилна исхрана, тоа е нешто сосема друго. Кои видови прехранбени продукти треба да бидат
вклучени во исхраната за да го подобриме нашето здравје. Ние денес ќе зборуваме пред се за овие биолошки и хемиски опасности, како да го елиминираме нивното присуство или да го намалиме, ние така велиме да го намалиме до прифатливи вредности. За да не предизвикат, како што рекоте, акутни или некои хронични заболувања. Болести, да. Свесни се луѓето во држава, од ваш аспект како институција и човек од терен, што се вели во праксата и ги едуцират идните ваши колеги на факултетот, медицинскиот факултет во Скопје за поимот за безбедност на храна? Па ние работиме на тоа поле, значи тоа е континуирана активност, нормално како доаѓаат нови генерации треба да се едуцираат. Исто така да речам и на нашите производители на храна, како што ги законот ги препознава под терминот оператори со храна, значи сите оние кои што учествуваат во процесот на производство, промет, дистрибуција, со еден збор ги нарекуваме оператори со храна, ке нив секако дека е развиена свеста дека треба да дадат безбеден финален производ кој што треба да стигне до потрошувачите. Но и населението, сите ние како консументи, како потрошувачи на храната, имаме одредено ниво на свест. Не велам дека кај секого е на задоволително ниво, ниту можам да знам дали е кај секого на задоволително ниво. Меѓутоа, мислам дека постои свесност заради тоа што се запрашуваат луѓето, се интересираат, дури понекогаш ќе речем дека и кога не е причината во храната, ќе обвинат храната, ќе најдат храната како одговорна за одредени појави. Тука мислам дека и медиумите играат голема улога. За жал, малци понекогаш имаат закасната реакција кога ќе се јави некој инцидент со небезбедна храна или популарно речено меѓу народот труење со храна, тогаш тоа се зборува, се пишува. На превенцијата не може би даваат акцент, не само медиумите, туку и луѓето во суштина од храната би рекол, не е само да се зема да не направи со прекумерна телесна тежина или за да не бидеме дебели, туку обратно да се искористи она што како хранлива вредност го има, за да има придобивка организмот пред се. Да, сите ние очекуваме да има позитивно дејство врз нашето здравје, но ете понекогаш како резултат на загадување или контаминација, како ние велиме, со одредени бактерии, вируси, тогаш се манифестира акутна болест. Всушност и тоа се тие состојби кои што најчесто ги препознава и здравствениот систем, па и населението ги препознава тие акутни труења со храна кои што се случуваат. Се случуваат во нашата земја, се случуваат и во развиените земји, тоа никој не е поштеден од тоа, дури што се вели секој од нас во текот на животот барем еднаш, а можеби и повеќе пати се почувствувал болен како резултат на тоа што консумирал храна загадена, да речеме, со бактерии или вируси. Пред да зборуваме за тие акутни или хронични состојби и болести кои што евентуално би се појавиле од небезбедната храна, да кажеме и да препознаеме и пред се да предпочитате кои се критериумите според кои нормативи се одредува дали една храна е безбедна или не. И вака, значи, на тоа поле имаме добро изградена легислатива, значи закон за безбедност на храната и подзаконски акти кои што ги регулираат контаминентите јас секогаш потенцирам дека таа легислатива е усогласена со европските прописи. Што значи какви критериуми владеат на европскиот пазар, истите критериуми владеат и на нашиот пазар. Во однос на критериуми за микробиолошка безбедност на храната, за присуство на адитиви, контаминенти и редица други прописи. Значи постојат критериуми и според тоа нели се контролира и се става во промет храната. Да. Уште еднаш да подсетам, професорот доктор Гордана Ристовска од Институтот за јавно здравје е денешна гостинка овде кај мене, би рекол, во студиото или со мене, но и преку екраните во вашите домови во Фактор здравје. И доколку имате интерес, слободно обратете се, поставете прашање на понудените телефонски броеви или додадете нешто што можеби вие сте доживеале или споделете јавно некое свое лично искуство. Бидејќи кажавте дека легислативата или законските одредби се во функција и се на ниво како во европските држави и оние кои што работат во однос на процесот на безбедност на храна, може и тука да бидеме поконкретни да кажеме кои се тие типови на храна кои што условно се најбезбедни или се најмногу прифатени и носат најмногу придобивки за организмот.
Од аспект на безбедност, значи најсигурна е онаа храна која што е термички обработена во однос на микробиолошката контаминација. И тоа ако се консумира непосредно после термичката обработка, затоа што ако се остави така, може повторно да се размножат или да се секундарно велиме да се контаминира. Меѓутоа има храна која што нели велите има придобивки за нашиот организам како што е зеленчукот и овошјето и не секогаш таа храна нели се термички обработува. За да биде безбедна, таа треба да биде нели прво од сигурно производство, а понатаму пред консумација да се измие добро, да се измие со безбедна вода, велиме, затоа што и водата која што се употребува во процесот на производство и во подготовката на храната треба да биде безбедна. Затоа што имаме пријави, односно случаи на епидемии, не велам во Македонија, зборувам на глобално ниво, кога настанува контаминација на храната, па и во наши услови, ако се употребува небезбедна вода. Кога зборуваме за безбедната храна, кажавте дека основно правило или заклучок за тоа да биде една храна безбедна или не е да не биде контаминирана или загадена, рековте, со микроорганизми, хемиски или биолошки некои препарати, но она што треба да го земеме во предвид е држава Македонија, како подрече изобилува со свежа храна во однос на зеленчук, овошје. Есента е посебно богата со тоа и со такви начини на консумирање и понуда. Дали тоа значи дека пазарите како места каде што најчесто се купува се и безбедни во смисла дали е доволно само миење со вода за да таа храна биде безбедна и се отстранат евентуалните микроорганизми? Микроорганизмите ќе се отстранат, а доколку содржи пестициди не може да се отстранат. Значи, очекуваме дека не содржат пестициди. Нормално дека земјоделците употребуваат некои препарати за заштита на растенијата, односно со еден збор наречени пестициди. Меѓутоа, исто така треба нели и тие одговорноста е кај нив, затоа велам, значи законот вели одговорноста е кај операторите со храна. Не треба да ги пласираат на пазар производите се додека не помине тој период на каренца, односно додека не се изметаболизира пестицидот во самото растение. Така да, колку се безбедни, тоа Агенцијата за храна и ветеринарство ќе даде одговор, заради тоа што они се одговорни за контролата на храна. Но да се вратиме на организмот или она што како бенефит или придобивка го има секоја храна во однос на консумирањето, која е група на производи во однос на храната или може поединечно по некој збор да кажете во смисла на јаглените хидрати, во смисла на мастите, протеините, имаат најголем бенефит пред се како безбедна храна за организмот. Бидејќи се ни е потребно во суштина. Да, сега повеќе постепено навлегуваме во правилна исхрана, вие ме водите, па не но само нема правилна, проблем, но и нели да ги елиминираме оние да. состојби или болести на кои што никој не е имун, нели, може да се случат. Да, значи правилната исхрана има голема улога во развојот на незаразните болести, така велиме ние, затоа што прекумерната исхрана или прекумерниот енергетски внес ќе доведе до зголемена телесна тежина и дебелина, таа пак до други ќе даде ќе доведе до ќе го фаворизира развојот на метаболните пореметувања како дијабетес, кардиоваскуларните и така натаму, се еден збор ние ги велиме незаразни заболувања. Така да препораките за правилната исхрана се базираат на, барем ние ги применуваме во нашиот институт и на медицински факултет на Синди пирамидата, така популарно наречена, каде што во базата на пирамидата се односно речиси 50% дневниот енергетски внес се однесува на продукти од растително потекло. Тука се интегралните житарици, потоа и останатите како ориз, граф и слично. Понатаму зеленчук и овошје, додека млекото и млечните производи, например, треба да бидат застапени во исхраната затоа што содржат важни нутриенси за организмот на човекот, но содржат и масти кои што може да влијаат на липидниот статус кај човекот и затоа нивниот внес е ограничен и се препорачува да бидат со намалена масленост или
обезмастени. Истото се однесува и на месото и на месните производи, а во самиот врв на пирамидата, за жал, се наоѓаат оние најсладките атрактивни продукти. Значи, тука се сладки, безалкохолни пијалоци кои што носат само енергија, а не носат никакви хранливи материи. Односно вредност можеби која што би ја искористил организмот на подолг рок. Ќе направиме пауза за блокот реклами. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот. Ви останете со Фактор здравје и со денешната тема безбедност на храна. На тема безбедност на храна денеска во Фактор здравје ќе го продолжиме разговорот со професорот доктор Гордана Ристовска од Институтот за јавно здравје, а незината научна дејност секојдневно исто така ја работи и ја проширува во однос на пренесувањето на знаењата и искуството со студентите на Медицинскиот факултет во Скопје, дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи исто така во Скопје. Вашите јавувања се добродојдени на 6091-925 и 6091-924. Споменавме многу аспекти во однос на безбедноста на храна, но би сакал, бидејќи зборуваме од медицински аспект и она што е најважно би рекол е да се зачува здравието и да се елиминира појавата на состојби или одредени болести, кога се внесува конкретно небезбедна храна, без оглед на кој тип е, кој систем е најзагрозен, условно кажано, кој најмногу пати, кој дел од организмот. Најчесто, значи, здравствените проблеми пред се манифестираат од страна на дигестивниот систем, односно симптоми кои што се јавуваат кај погодените лица се гадење, повраќање, диареја, висока температура, трае неколку дена и ќе помине. Меѓутоа, не секогаш, значи, болестите поврзани со небезбедна храна го зафаќаат само дигестивниот систем. Некои од нив може да дадат и посериозни последици, например, листериозата. Тоа е болест предизвикана со една бактерија која се вика Listeria monocytogenes, може да се јавува во две фази. Во втората фаза може да го нападне и нервниот систем, да предизвика воспаление на мозочните обвивки или воспаление на мозокот и дури да предизвика и летален исход. Или пак кај бремени жени може да предизвика предвремено раѓање или мртвородено, или да се или новороденче кој што се манифестира болеста. Така да не се така наивни да речеме овие заболувања, во поголем број се манифестираат со тие симптоми, меѓутоа некои од нив може да дадат и сериозни последици. Например, ние имавме една епидемија во 2014 година каде што беа заболени 10 лица вкупно од листериозата, а 5 починаа. Значи, некои од нив може да дадат и летален исход. Или пак бруцелозата би сакала да ја споменам. Исто таа е болест која што се предизвикана, значи преку внесување на храна која што е загадена со бактеријата бруцела. Најчесто се пренесува преку консумација на термички необработено млеко или младо сирење. Зошто ја издвојувам незе? Ја издвојувам заради тоа што има исто така неспецифични симптоми. Може да дава неспецифични симптоми во смисла на мускулни болки, болки во зглобовите кои што несат и висока температура која што се одржува подолг период. Кои што се однесуваат и на други болести или состојби. Да, и не може чисто пати и самите матични лекари, односно лекарите кои што работат на дијагностика, им треба време за да дојдат до дијагнозата, а и периодот на лекување исто така долготраен. Тоа е болест која што била присутна на овие простори и се уште е присутна, мислам на овие простори, мислам во нашата земја, во одредени подрачја се одржува. Болест која што е предсезооноза, тоа значи дека боледуваат животните и боледуваат и луѓето. И заради тоа барала незиното сузбивање потребна била и се уште е потребна една заедничка акција измеѓу ветеринарните служби и експертите по хумана медицина и здравствените служби. Како резултат на таа заедничка акција имаме значителен пат, например, на болеста во изминативе 2 децении. Тоа нели го следиме и често пати знаеме да речеме тоа е нашата успешна приказна, каде што со една заедничка акција сме успеале да ја сузбиеме болеста, односно да ја намалиме стапката на заболување.
можеби вирусите и бактериите кои што реков или дигестивниот тракт како заболување е почести, можеби поспецифичен за летниот период и кога повеќе патуваме, но сега во есента исто така се актуелни посебно вирусните инфекции и бактериските, исто не се имуни луѓето на тоа и во суштина доаѓаме до тоа дека најфрагилна група е можеби онаа која што нема доволно ниво на имунолошки систем или како што рековте, бремените жени, хронично болните кои што полесно заболуваат. Значи тука се и последиците најтешки кај вулнерабилните групи или осетливите групи, тука се малите деца, мора да кажеме дека и најголемиот товар од болестите со небезбедна храна го носат тие. Речиси половина од смртните случаи се должат на здравствени проблеми кај деца до 5 годишна возраст. Значи, тоа здравствената статистика го покажува и на регионално и на глобално ниво. Тие се најпогодени. Во прв ред децата, потоа старите луѓе, хронично болните лица и лицата на кои што од различни причини им е намален имунолошкиот систем. Значи, тука може да бидат, например, и лицата со малигни болести кои што примаат имуносупресивна терапија и нормално дека се тие поосетливи. Така да и во односи на бактериските и на вирусните заболувања, да. Инаку нешто рековте дека во летните месеци, да, значи во Институтот за јавно здравје и епидемиолошката служба ги собира податоците за сите заразни болести, меѓу другото и болестите поврзани со небезбедна храна, и се анализата на податоците покажува да значително зголемување на стапката на болестите во текот на летните месеци, јуни, јули, август и после тоа опаѓа. Оно што сакам уште да ве прашаме, кога зборуваме за овие состојби и болести, сигурно дека и вие го споменавте, диабетес мелитус или шекерната болест, лицата кои што боледуваат не само од оваа болест, најчесто имаат и некое кардиоваскуларно заболување или тоа оди како коморбидитет, пропратно заболување, колку тие или какви болести во однос на небезбедната храна се очекуваат и еве од вашето искуство се наоѓаат или се детектираат? Исто така, значи во групата на хронично болни лица, нели ги споменав, и тие се нормално поосетливи. Односно, може да се очекуваат да настанат и компликации. Од небезбедната храна, веќе рековте. Уште еднаш да потенцираме дека матичните лекари или лекарите по општа и семејна медицина се оние каде што првично треба нели да се јават овие лица доколку ги имаат симптомите за кои што зборувавте. Да, така, значи јас го споменав еден термин труење со храна, значи популарно познато меѓу народот, инаку ние го викаме алиментарна инфекција или интоксикација. За да му ја дадеме таа карактеристика, секој еден болен доколку консумирал храна надвор од домот и предпоставува или очекува дека е поврзано со консумацијата на храна надвор од домот, треба да се обрати на лекар. И доколку се обрати на лекар и лекарот го констатира тоа, матичниот лекар најчесто, или може и на инфективна клиника да заврши, тогаш тие го пријавуваат тоа во регионалниот центар за јавно здравје и тогаш се покренува, да речем, целиот тој механизам за разоткривањето на таа алиментарна инфекција или интоксикација. Значи, ако се јават најмалку двајца кои што консумирале во ист временски период на исто место храна и после тоа чувствувале одредените губи, поставена е диагноза дека е тоа алиментарна инфекција или интоксикација, тогаш ќе почне механизмот да делува. Односно, епидемиолог од регионалниот центар за јавно здравје, заедно со инспектор за храна, инспектор од државен санитарен и здравствен инспекторат излегуваат на терен, вршат увид, земаат примероци, односно го разоткриваат и го решаваат случајот. Да. И би се вратил на онаа хоспитализација, рековте, лицата кои што веќе се токсицирани или затруени од алиментарна токсикација или од храна, како што рековте, попуштањето од болница и после тој болнички третман, сигурно препораките во однос на исхраната се важни, но колку тие лица може повторно да се јави рецидив или повторување на некоја состојба, дали на некој начин се пофрагилни и влегуваат во таа група во однос на населението кое што немало? Па се зависи од карактеристиките на агенсот, односно на бактеријата или вирусот. Например, оние што прележале салмонелоза, они ќе се излекуваат, меѓутоа во наредните неколку месеци уште ќе ја излачуваат салмонелата преку изметот и со тоа се потенцијални извори за контаминација. Значи треба
и контролите, но и веројатно бриз или култура или понатаму некоја лабораторишки тоа се практикува нормално во испитувања. текот на дијагнозата и во Како препорака да ги лекувањето, следат. да. Да, уште еднаш само да ве потсетам дека вашите јавувања ги очекуваме. Доколку имате интерес, слободно јавете се, имате уште малку време. Зборуваме на тема безбедност на храна со професор доктор Гордана Ристовска од Институтот за јавно здравје. Како институција кажавте вие дека ги собирате податоците, ги ажурирате и ги предпочитате препораките кои што се однесуваат на превенцијата, но еден аспект за кој што не зборувавме, а намерно го чував за завршување на овој разговор е и датумот на траење или рокот на траење на одредени производи кои што се консумираат, колку тој е доволен за да речеме дека таа храна е безбедна, ако се конзумира пред тој рок, нели, на истек. Вака, според законот, производот е безбеден се додека е во рокот на употреба. Ако е поминат рокот на употреба, тој веќе се смета за небезбеден. Без разлика, сега и да му правиме ние анализи, да речеме микробиолошки, хемиски, кажеме дека одговара, значи тој е небезбеден бидејќи е надминат рокот на употреба. Меѓутоа, тоа не значи дека ако е во рокот на употреба, па во секој случај треба да биде безбеден. Постојат и други параметри кои што ја определуваат безбедноста. Еве што ја споменав листериозата, на пример, тогаш производот беше во рокот на употреба, меѓутоа беше контаминиран. Да, сигурно и начинот на чување, транспорт, дистрибуција е важен во однос на безбедноста на например, производите. ако има било какви, еве, како препорака за гледачите, ако има било какви промени во својствата на прехранбениот производ, односно во однос на бојата, мирисот, вкусот, изгледот генерално, тоа веќе го прави небезбеден производот, иако е во рок на употреба. И тоа може да се случи. Еве, например, кај вакуумско пакување, па тоа ќе се балонира, нели? Значи дека нешто примило се случува воздух, внатре, не примило, нешто се случува. Може има некои бактерии кои се размножуваат, па тие продуцираат гасови и заради тоа се јавува таа надуеност. Да, значи рокот на употреба сам за себе како критериум не е доволен. Ако е поминат рокот на употреба, сигурно не е безбеден. Меѓутоа, иако е во рок на употреба, ние очекуваме да биде безбеден. Меѓутоа, надлежните органи, ако сметаат, ако се сомневаат, може да и самиот оператор може да превземат. А и конзументот, оној кој што сака да го купи, можеби тој производ треба и да го визуелно да го гледа, можеби да го анализира. И уште еден аспект како препорака или совет, кој тип на храна во однос на безбедноста е на листата на врвот, односно која храна е најбезбедна, што може да препорачаме? Видите, од аспект на контаминација, јас сметам термички обработената храна дека е најбезбедна. И да се конзумира веднаш по подготовката, рековте, да. Меѓутоа, нормално не е потребно секоја храна термички да се обработува. Некоја па треба, за да ги искористиме хранливите материи, не треба да биде термички обработена, да речеме овошјето или зеленчукот, некој вид на зеленчук. Она што би сакала јас да го потенцирам, еве како што видите за крајот на емисијата, дека сите субјекти имаат удел или учество во однос на безбедноста на храната. Во прв ред се тоа производителите, операторите со храна, потоа надлежното тело кое што ја врши контролата на храната. Меѓутоа и сите ние како потрошувачи имаме голема улога во однос на одговорноста спрема себе и спрема нашето семејство да им овозможиме безбедна храна. Значи и нашите навики во однос на чувањето, подготвувањето на храната исто така можат да придонесат да ги намалиме овие болести. Затоа здравственото воспитување на населението е многу важно во однос на безбедна храна. Инаку оваа година, 7 јуни, за прв пат Обединетите нации воведоа, предложија и почна да се одбележува Светски ден на безбедноста на храната, каде што мотото беше секој од нас има улога во тоа. Значи секој од нас треба да придонесе. Да, и имаме чинам јавување на линија, дали ме слушате? Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Еве, леле се збунив, сакав да прашам нешто во врска со ќерка ми вчера. Ајде, јас Другата ќерка изнела од фрижидер некое сирење, тоа мирисало, труело, а таа едната се земала од тоа, па ставила во уст. Цел ден и цела ноќ ми
мислам што ќе биде сега со незе. Добро. Дали побаравте лекарска Од вас помош сада или? јас сум ги ставила и едното сум заборавила да го тргнам, било веќе умирисан. Да. И цела ноќ мирисаше, го фрлив со све и мислев, леле, она си отиде дома. Мислам што ќе се случи сега со незе. Баш пред малку, пред да почне емисијата, се јавив ке незе да бе дете, да не те боли стомак, ова труеше цела ноќ. Викам, го фрлив, викам, едното го зе, мислам, тоа здравото, убавото извадила. Благодарам леле, што колку се- споделивте мислење лично ваше денес во Фактор здравје. Предпоставувам дека ако нема симптоми, она што Да. и вие кажавте, начинот на чување игра голема улога во безбедноста на храната. Јавувањето на оваа гледачка се надополнува со она што го кажав. Значи, ние сите имаме улога во нашите домови и во изборот на храната, и во изборот, и од местото од каде што ќе ја купиме. Значи, вие ако најдете производ кој што се продава на улица, а имаме доста такви места, не би требало таму да се купува, или ако гледате дека е тоа лесно расиплив производ, а не се чува во фрижидер таму каде што се продава, значи веќе се сомневате дека дали тој треба да се сомневаме дали тој производ е безбеден. И она што реков органолептички особини ние велиме. Ако има променета боја, вкус, мирис, значи тоа не треба да се консумира. Јас се надевам дека ќерката на Господјата е добра, штом не се пожали, да. Да, ќе биде добра. Да. Обично тие знаат и да развијат тој вид на бактерии што го даваат непријатниот мирис. А има такви бактерии па само што ја расипуваат храната. Да. А не предизвикуваат болест кај луѓето, па се надевам дека е од тој тип и дека добро ќе се чувствува. Да, убаво кажавте, токму тој термин органолептички, односно вкус, боја, мирис, Да. треба да се внимава и да се укаже и да се воочи. Сигурно ви благодарам, професорке, за вашето присуство, за поканата што ја прифативте и покана повторно да бидете дел од Фактор здравје. Ви благодарам. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам секое добро. Професор доктор Гордана Ристовска од Институтот за јавно здравје беше денешна гостинка, ваша пред се и моја во Фактор здравје. Ви благодарам и за вашето присуство и внимание и во однос на превенцијата и зголеменото ниво на имунолошки систем. Ве поканувам да ја кликнете или да ја посетите www.ih.mk. Со оваа информација ви благодарам за вниманието и поздрав до следното видување. Пријатно.